Мислам дека сите би сакале да знаат какви се Бали, Џомба и останативе надвор од теренот. Не знам, као сакаат да се забавуваат. Пред се Ивано Балич, мислам дека ги интересира. Шо човек е Балич, да речем? Вака, ова не си прошто ми го поставил ова прашање. Мислам, како и сите други, тоа се нормални луѓе, само што имат многу направено и сите ние ги гледаме со други очи. Значи имат освоена олимписка златна медалја, светска медалја, така да сакаш неќеш кој ќе го сретнеш на улица, ќе го гледаш, еве го овој Ивано, види го каков е, се смее, не се смее згоре. Тоа е нормален човек од крв и месо. Делува многу расположен, многу насмеан делува на терен кој е. Таков и надвор? Таков и надвор, пред се има добра душа, значи сака да помага на другите, да ги покажува, значи да ги дели со другите играчи, колеги, значи радоста, знаењето да го подели, да поднаучи и тоа е големината, не случајно е најдобар светски играч во изминатите години. Џомба ќе се жени ли? Џомба тешко дека ќе се жени, пошто со него игра во Загреб, значи во Унгарија игравме две години, сега пак како што пошто станавме во некоја блиска комуникација се дружиме, мислам дека во наредните 10 години тешка работа да се одлучи на така. Со кој си во Загреб ти? Ти со Љубица претпоставам, сопругата, детата? Па да, јас сум тамо фамилиарно. За еден врвен спортист, значи многу важна, многу битна работа е да има една сигурност што се однесува од таа страна, значи да има створена фамилија, да има сопруга која... Од надвор делува дека сопруга некако нонстоп ти дава подршка, ти аплау. Да. А видите како ќе имаш сопруга кој имаш покрај тебе, значи сакаш неќеш, свесно мора не да седиш дома, него едноставно да се посветиш на ракомето, значи доколку си сам и градиш на таа основа, доколку си сам, сигурно некој другар, пријател ќе те повлече и стално ќе бидеш надвор и нема да си ги вршиш работите на терен како што треба да си ги вршиш. Им даваш на дечињава да шутнат на голче нешто по пробувам. На малиот му викам, мораш да видиш левучат, значи десничар има колку сакаш левучат. Дури се запрашаваме некојаш десна ти ја врзам, мораш со лева и така, али некој ходи према десна рака, ќе види, али не е важно. Абе десна нека биде, нека има рака како оваа, па ќе си ставио доста тоа. Како се опушташ, кажи при семени прослави, сега празници, сега беше дома, Бадник, Божик, што сакаш да правиш? Не, каква музика слушате која ќе се завеселите онака? Па сакале ние не да сакале да ја признаеме или не, али турбо фолк е најдобра музика за опуштање. Значи секогаш после натпора кој ќе се оди, значи кога веќе е решено да одиме цела екипа. Фаворит вака од сценава? Фаворити има све, најважно е друштвото. Најважно е друштвото да ти одговара, да е весело, да има запреканција, да, друго све ќе си дојде. Браво, пред нецела година е баш преходно видејте здравно. Во Глорија хрватскиот магазин искача напис лепотан сигурне руке, интервју со тебе, одамна важиш ти за еден од оние коментари кој понижниот пол така највише го љуби, сака да го гледа на утакмици. Тоа како реагира Љубица на свето? Сега сигурно е више окей, али порано ти како разбра тоа сигурни руки, на што помисли прв пат? Па така е, Демек, дава шут гол. Да, мислам во сигурни руки. Не саме. Добро се јасно, да. Али едното и другото. А и тоа што вика. Кога се мене покрај мене е во сигурни раци, тоа му гарантирам 100%. Кажи ми за Љубица стварно. Нема гале никад со овакви работи. Не била љубоморна нешто да вика, ама ме кире само те пишува. Па нема, ја мислам дека ние сме долго заедно, значи веќе 10 до 11 години. Беше во Унгарија на тоа? Беше, да. Уште првиот пат кога отидов во Загреб, ние бевме заедно, така да е навикната на овие работи. Мислам во меѓусебни разговори имаме решено една ситуација каде што во еден брак секогаш еден од дали супружниците мора да биде жртва. Сега во оваа ситуација она мора да биде жртва, значи значи мојата кариера да оди во Јасно. Значи во оваа ситуација таа е жртва. Сега се надевам дека после завршување на кариера, значи јас таа жртва ќе пробам да ја наградам, значи после завршувањето ќе биде таа во прв план, значи таа ќе проба да се изгради кариера и така. Ќе пробаме да ги избалансираме. Одморите, она ќе биде кај да идете на одмори, изгледа. Одморите, да, она ги биде. Веќе си актуелен и со други работи освен раковат, што ми е многу кеф да ти кажам. Налик на спортскиот звезди од странство, те гледаме по реклами, како се снаоѓаш кога глумиш пред камера?
на реклама. Па добро, тоа не е малце лесна работа. Е занат и тоа, а? Тоа е исто занат. Значи од ден во ден станува се поискусно, значи колку повеќе го работиш тоа, толку повеќе. Грешиш ли? Беше се едно режисери онак, ама бе кире погоди реченицата. Греши, дури сега увидов колку им е тешко на овие што снимаат филмови. Значи јас снимам реклама за 20 до 25 секунди, ја снимаш цел ден, а тие снимаат за 2 до 2,5 сати. Можам да замислам и со ова нека им се парите, значи да не ги џабе, да не ги Гледате како напредуваме вака, овој зема волку, луѓето, значи лесно му е, снима филм и гајле му е. никогаш понова да се родам, никогаш не би бил глумец. Кошарката, деца и пред се фудбалот се далеку по-медиумски експонирани од ракометот. Повеќе се некако маркетиншки ориентирани спортови. Во секој случај не можеме да направиме споредба с ракомет фудбал. Со тоа Ни апсолутно. близко, ни најблиско. Па можам да кажам дека и ракомет кошарка, кошарката е два чекори понапред, значи не може, али ме радува тоа што во последно време ракометот станува се многу све повеќе и повеќе многу поинтересна игра и убава за гледање за гледачите. Значи се измислуваат некои нови правила, играта е многу подинамична, се оди брз центар, се трча, се даваат атрактивни голови и тоа ги привлекува вниманието на гледачите, а самото тоа и спонзорите. Пратиш женскиот ракомет? Да. За сега на европско шо ви кажеш? Ништо, девојките треба да им се честита. Можда не блескаа со некоја квалитетна игра. Немаше некоја што се издвои онака. Немаше што издвои, Баш, да. али тоа што сакам да го кажам е тие направи успех со тимскиот дух. Значи ние тоа треба да го земеме од нив, што и нас не краше се на некој напредок. И тие покажаа дека и без квалитет, кој што тие имаат квалитет, а немаат квалитет како една Норвешка, како Данска, како Русија. Значи тие успеа со димски дух и со сите заедно и со нашата публика да направат еден успех, историски успех. Значи треба да го земеме тоа, да го препишеме од кај нив и тоа да не краси сега на светското првенство Дека и се во иднина. среди и тимска ситуација и топ ќе биде. Колку си ти задоволен за крај од третманов што го имаш како врвен спортист? Како да кажам, задоволен сум, мада никош во животот не треба да бидеш задоволен, секогаш треба да си поставуваш нови предизвици, само така ако размислуваш можеш да напредуваш. Треба да учиме, јас сум моментално во Хрватска, значи хрватите се посебен народ, тие си ја сакат државата. Не викам дека ние не си ја сакаме. Јасно, да. Ние исто си ја сакаме, али треба многу повеќе. Значи, кога ќе направиме ние успех, кога ќе направат женска репрезентација успех, кошаркарите, ние сите сме среќни, сакаме ние не Само да да не се заборави за 5-6 да не се дена. заборави и да не држи Заврши таа европското еуфорија, и тоа е да не тоа. држи таа еуфорија, али тоа го осетив и го осеќам дека сите сме среќни, а тоа е целта на Спортот на на спортот. крај. Значи сите да се среќни, да се радуваме, да ги заборавиме секојдневните проблеми што ги имаме, секојдневните стресови, едноставно со спортот да пробаме да одиме напред. Баш така, Кире, фала ти пуно што ме прими тука, малце да одвои време од твоето слободно време, баш така му доаѓа. Сега што правиме? Сега правиме пауза, група Игор Митровиќ таму ќе отсвири нешто, а потоа се враќаме у студио, таму Тони Зен ќе гостува на тој дечкото што ја води емисијата. Ја цевитанката ќе си ја пуни. Зем, ќе праша нешто такво, не ти да го тупнеш. Може?